Денес ќе зборуваме, како и насловот што веќе го објавивме, важноста на совеста во нас. Ево на почетокот еден пример, може сте го прочитале или сте го слушнале, но многу интересен. Се вели дека на 6 август 1945 година еден голем хеликоптер, авион би рекле, се приближувал кон Јапонија. Кога дошол близу на таа земја, се ослободил од необичниот товар и ја променил насоката на движење. Значи имал бомби и ги фрлил врз тој град, се ослободил и се вратил назад. Иако против воздушните куршуми веќе не лебделе над нив, односно над тој авион, екипажот во авионот бил многу возбуден. Не од ова доле што се случувало, што пукале јапонците кон тој авион да го соборат, меѓутоа возбудени затоа што успееле да се ослободат од тој терет кој го носеле во себе. Наблюдувале како испуштениот товар се спушта на земјата со бел падобран. Кога поминале десетина километри од местото каде што го истовариле тој товар, тие гледале што се случува назад. Во далечината здогледале голем пламен и внатрешноста на кабината била осветлена од силна светлина. Екипажот воодушевено рекол: успеавме. Тамо далеко, тој град што останал во позадината, едноставно се приметил еден джиновски облак полн со пламени јазици, се дигнал високо во темната ноќ кон небото. Истата таа вечер во Америка, американскиот државен врв соопштил дека еден од авионите од типот Б-29 фрлил атомска бомба на јапонскиот град Хирошима. Слушателите широм целиот свет биле изненадени и чудоневидени. Бомбата од нов тип имала сила која навистина била разорна, со разорна моќ. Неколку месеци подоцна, пилотот на овој авион, кој го означил почетокот на новата ера, по име Клоди Терли, добил високо одликување за храбро секако, зашто тоа бил голем подвиг да фрли прва атомска бомба и тоа на непријателите на градот Хирошима во Јапонија. На тој начин, неговата татковина, значи Америка му се одолжила на тој пилот, кој речисти го уништил целиот тој непријателски град. Во 1956 година, полицијата во Тексас, значи, приметивте ли која година се случи првата бомба? 1945. 56 година, полицијата во Тексас фаќа еден разбойник кој се обидел да ограби две поштински установи. Инспекторот се зачудил кога установил дека пред него се наоѓа јунакот на Хирошима. На судењето обвинетиот не зборувал ништо. Неговиот адвокат кој го бранел, едноставно сакал да го одбрани. И тој истакнал дека неговиот клиент не е психички стабилен, дека психички малку пореметен. Атомската бомба не само што ја уништила Хирошима, туку ја разурнала и душата на човекот кој ја фрлил таа бомба. Судијата ги сослушал исказите на психијаторот. И сега го гледаме таму во судницата, психијаторот Роберт, познат психолог кој изјавил: Клоди Терли е жртва на комплексот на вина. Фактот дека ја фрлил бомбата која предизвикала најголем пекол во историјата на овој наш свет, предизвикала во неговата душа длабока рана. Татковината го прогласила тој потфат за херојски чин, но тоа не можел да ја смири совеста и свеста дека сепак тој бил оној крвник кој уништил илјадници невини жртви во градот Хирошима. Докторот потврдил дека Клоди уште во 1995 година бил на лекување во неговата клиника. Пилотот кој ја отворил атомската ера се обидел во една прилика да си го одземе животот. Психички станал нестабилен.
го прогонувале бројните души на погинатите јапонци. Совеста не му давала мир. Во едно светско списание, подоцна, значи после 3 години, исто така тоа списание се занимавало со тежината на случајот на јунакот во Хирошима и било напишано следново. Слушате што пишувал овој весник. Грижата на совеста го уништила и морално и психички човекот кој бил само еден од малите лостови во страотната машинерија на војната. Дали таа грижа на совеста затропала на вратата на оние кои тие лостови ги ставиле во движење? Овој човек, што го спомнавме пилотот, бил само извршител, подчинет на оние поголемите кои управувале со Америка во тоа време или од таа војна структура. Еве денес ќе зборуваме за нашата совест. Намерно не зедов библиски примери, што подоцна ќе споменеме нешто, бидејќи би било непријатно. Но во овие нам блиски војни, кои се и сега водат на овие простори во Европа, едноставно има ли денеска некои председатели на држави кои направиле војни, биле подписници, можат мирно да спијат? Може би ќе доживеат судбината и на овој пилот кој го исфрлил тој тежок терет над градот во Јапонија. Што е тоа совест, браќи и сестри? За совест еден духовен писател еве што пишува. Совеста е нешто што Бог го ставил во човекот. Место во умот на човекот каде што се јавува Бог. Божиот глас се слуша сред судирите на човечките страсти. А Виктор Иго во едно од своите дела Клетници вака пишува: не може да се спречи мислата да се врати сама на себе. Не може да се спречи морето да се врати по осеката. Не може да се врати совеста на виновникот по стореното дело. Стравот може да се совлада, но гласот на совеста не може да се смири, вели Иго. Таквиот човек личи на море кое е смирено на површината, но е разбрането во длабочината. Бурата престанала, небото е повторно сино. Како ние, како христијани, браќи и сестри, се однесуваме кон гласот на нашата совест? Како се не однесуваме? Како да не дојдеме во ситуација да ја доживеме судбината на овој пилот, Клоди? Може да видиме денеска на улица кога излегуваме луѓе се во ред надворешно. Надворешно облечени со капа, со мантил, со капут. Си ги извршуваат на пазар работите, продавачи, купуваат, продават и така натаму. Но може би тие истите луѓе имат потреба од таблетки, имат потреба од психиатри, од психолози. Може би зависат од некои терапии. Грижата на совеста или чувството на вина е такво што разорува. А што е тоа совест? Еве јас излеков неколку не дефиниции, меѓутоа реченици за совеста. Што е тоа совест? Еве како луѓето светските, условно кажано, луѓе кои можеби не гледат преку призмата на Бога, како ја опишуваат совеста. Совест е способност на една личност самостојно да формира морални обврски и да спроведе морална самоконтрола. Еден од изразите на моралната самосвест на една личност. Се служуваме со ова? Во ред е. Значи, тоа е способност ти самиот лично да донесеш одлука, да формираш морални обврски, да спроведеш морална самоконтрола. Понатаму, совест е она што ве тера да размислувате за вашите постапки. Дали некојаш ви се случило да кажете за некоја личност, па овој нема совест? Дали нема совест? Има, но не ја употребил како што требал, или ја злоупотребил. Или воопшто вели, убива човек, убива животно, како да нема совест. Му утапела совеста. Секој од нас го има и спречува многомина да спијат ноќе. Значи, совеста. Тоа е чувство на морална одговорност за своето однесување кон другите луѓе, во општеството, како и кон самиот себе. Тоа е чувството што не спречува да правиме лоши дела. Ете колку е важна совеста. Да одржуваме во ред. Не тера да размислуваме, да го сватиме однесувањето. Ова е нешто лесно и добро, што е во длабочините на душата на секој човек.
Но зошто тогаш луѓето прават лоши работи? И сега уште една-две реченици. Не можеш да бегаш од совеста. Тоа луѓето одамна го разбрале. Зошто не можеш да побегнеш, прашална реченица, затоа што таа живе во длабочината на душата на секој од нас. Може да најдете многу такви размислувања, страници има, веб страници кај што психолозите, психијатрите обработуваат ова тематика. И сега, што е тоа совест? Може да кажеме, одговорот не е така едноставен. Овде има неколку дефиниции и напишени се на харти. Меѓутоа, не е така лесно да го одвоиме со нож. Еве, ова е црно, ова е бело. Совеста може да кажеме како еден семафор. Колку бои има семафорот? 3 бои. Кога сакаме да ја поминеме или да ја преминеме улицата, на која боја поминуваме ние? Односно, на кој дел од семафорот? Така е. Значи, го гледаме црвеното светло и нашата совест вели не. Дали се случило, некој тргнува на црвено и вие по него, па се враќате назад. Видите колку сме ние поводливи. Значи, тој оди, го крши тоа правило, поминува, или му се брзи и многу страдаат, на жалост. Меѓутоа, ние може да застанеме или да преминеме преку улица. Меѓутоа, зеленото светло ни дава една храброст. Совеста не слуша доколку сте под влијание на опојни пијалоци. Значи, совеста не се слуша ако сме пијани, ако сме дрогирани, ако взимаме многу таблетки да за пам. И ги намалува нашите рефлексии на движење, на однесување. Многу луѓе за време на пијанството направиле такви злодела што подосна се каеле. Една мајка, еве, например, да споменеме, а има многу такви примери за мажите, не само жените, имала хендикепирано дете и сакала да се ослободи од тоа дете. Кога била трезвена, немала сила тоа да го направи. Но, кога била издрогирана, направила злосторство. Претходно не можела тоа да го направи поради совеста што е печала. Браќи сестри, ние сме во опасност, секогаш кога сме во состојба на исклучена совест, да направиме такви чекори што ќе бидат штетни по нас. Ајде да читаме во Дела на апостолите 24:16, вака вели овде Библијата. Зато се трудам секогаш да имам чиста совест и пред Бога и пред луѓето. Ме допре во срце, како можев да направам такво лошо дело и да му сгрешам на Бога. И знаете, сега овде има цитати од Мојсеевата книга и така натаму. А Јов вели вака 27:6. Се држам за својата правда, не ја пуштам, поради моите денови, срцето нема да ме прекорува. Видите Јов како заклучува. Се држам за својата правда. Ние луѓето се однесуваме според нашата совест или слободна волја. Имам слободна волја, се бранат луѓето. Животните се создадени и постапуваат според што? Инстинктот. Но човекот секогаш се повикува на слободната волја. Човекот може да бира. Тој е постојано секојдневно на раскрсница, десно или лево. Нема друг правец. Меѓутоа, браќи и сестри, верувам и тоа вие го читате и го знаете, денешната наука, многу денешни лекари и психолози ни велат дека не треба да имаме никакви апсолутни стандарди нито вредности. Ти си тој стандард. Ти си тој кој што треба правило да направи. Сите сме различити и со слободна волја. Дозволите им на децата, вака велат некои наставници, дозволите им на децата и луѓето да се изразат, да се однесуваат спонтано. Ако детето дома сака да скрши рачка од мебелот, дозволи му. Така некои учат. Многу книги кои се појавуваат, осудуваат некакви стандарди и апсолутни верувања. Една од главните идеи на денешната филозофија гласи вака на нашето време. Дозволете секој човек да има своја вистина. А колку вистини има? Една. Луѓето се оптоварени бидејќи кршат одредени морални норми. Често пати верници од други верски заедници покажуваат со прст на нас и велат, вие сте под закон, вие немате слободна волја. Бог не создал со слободна волја. Со совест сами да креираме, сами да одлучуваме. Браќи и сестри, ако ние немаме стандард кој го следиме во Библијата, ако имаме своји стандарди
Колку ќе има тогаш стандарди на земјава? Колку што има луѓе. И затоа ние треба да се раководиме според овие морални стандарди што Бог ги запишал во својата реч. При создавањето знаеме дека Бог на секој човек, како со некој печат, во секоја клетка на нашиот организам, на нашето тело, во човечкото битие, Бог го вградил и својот закон, својата волја. Без обзир што денеска филозофите пропагираат дека не постои грев, кога човекот го крши овој врежен морален закон за своето срце, тој трепери. Знаете, кога ќе поминете на црвено светло со колата, а сега има скоро камери на секаде во Скопје. И во еднаш прилика на Пластичарска, знаете таа улица, таму се оди за влај од другата страна и се враќаме една навечер, од Куманово беше евангелизација, со комбето на Адра го возам и поминав на жолто. А вистина поминав на жолто. А од другата страна токму баш се најде полиција. И знаете како они љубезно ти покажуваат да се истраниш. Вели, господине, што се брзате толку? Дали знаете дека поминавте на црвено? Јас велам, на жолто влегов. Меѓутоа, од другата излегуваш на црвено и по законот треба да те казнеме. Кој си, шо си, и така веќе после се водеше разговор и покажа милост полицаецот. Но, ако од другата страна некој исто така се брзаше и тој ако поминеше на жолто, и тогаш доаѓа. Ете, тоа е, значи умот не ти е мирен, совеста не ти е чиста. Во Белград еднаш одевме на еден состанок, недела беше со еден брат од Македонија и влегуваме во трамвај, а сите трафики затворени да купиш картички, тогаш беше со картички. Меѓутоа еден тука човек стои, вели, ќе си купите внатре во трамвајот, бидејќи недела и затворено е. И трамвајот доаѓа, или автобус беше 83 или 9 вози до црквата наша горе. И одеме кај шоферот, а таму е затворено, има мало прозорче, тропнеш и карта да купиме, па чекајте на следна станица, на следна, меѓутоа тоа е дали некој трик, тие договорени се со оние што вршат контрола, и скоро 3 станици поминавме, карта уште нема, а ние се прашуваме, странци сме, ако дојде сега инспекција, готови сме. И токму дојдоа инспекторите. На следната станица влегуваат двајца од позади и знаете како они, и се вкрстуваат во средината. И доаѓа до нас, Господо, карта имате ли? Немаме. А зошто немате? Па шоферот не сака да ни даде. Тропаме веќе тука 5 минути, меѓутоа лични карти, пасуши, знаете како церемонијата, среќа отвори, дојде станица и ние излеговме. Излеговме безбедно на следната станица кога се отворија вратите. Меѓутоа за тие неколку минути ние бевме во нервоза. Совеста не оптеретуваше, зашто немавме карта. Не по наша вина, затоа што сакавме да купиме, но дали шоферот не сакаше или беше зафатен. Тоа е кога совеста, кога умот реагира. И затоа, браќи и сестри, човекот се тресе однатре. Ако не запреме, совеста ја уништува нашата душа, бидејќи создава чувства на вина која никој на овој свет не може да ја симне. Еве сме направиле грев. Не можем ни јас, ни ти, никој од нас да го симне тој терет од мене и од тебе. Кој може да го симне? 1 Јованова 1.9 вака вели. Ако ги признаеме своите гревови, верен е и праведен да ни ги прости гревовите и да не очисти, значи тој збор очисти, да не ослободи, да го тргне теретот која притиска твојата душа. Признај, остави, добиваш простување, добиваш очистување, добиваш да те растерети од теретот кој го носиш во себе. Во Псалмо 32 наоѓаме еден човек кој се нашол во таква оскудица и кој мисли дека е се готово. Нема лек, нема решение, нема излез во неговиот живот. Дека под притисок само што не се распаднал. Ајде да го прочитаме 32 псалом. Забележете и често пати да го читаме кога ќе се најдеме во слична ситуација како што бил и Давид. Еве во 32 глава вака пишува: Блажен е оној човек чие беззаконие е простено. Еве ќе читаме овде што сум го извлекол, чии гревови се покриени.
Блажен е оној кому Господ не му го припишува гревот и во чий дух нема измама. Кога молчев, што се случувало со Давида? Моите коски се исушија од моето овкање преку целиот ден. Ден и ноќе твојата рака тежеше врз мене. Мојата животна влага се претвори во летен припек. Тогаш го признав својот грев пред тебе и својата вина веќе не ја криев. И сега може да читате до крај. При крајот Давид вели вака: нема да стигне до него. Ти си моје прибежиште. Ти ќе ме запазиш од тага. Ќе ме обкружуваш со радоста на спасението. Браќи и сестри, овај лекот, овај решението, овај патот, ако нешто се случило и сега совеста не притиска, Бог не сака да си легнеме вечерва да не притиска нашата совест. Чувството на вина, конечно на виштина се решава, знаете каде? На крстот, тамо на Голгота. Ние мораме да дојдеме во подножјето на крстот. Ние мора тамо да го оставиме свој терет. Сте видели последна фотографија? Крст, и личност, дали е жена или маж, не е важно, носи вреќа, полна. Очигледно со проблеми, со потешкоти, со промашен живот. И тамо го остава. Тамо кај крстот, во подножјето на крстот, ја остава вреќата. Тогаш товарот на вина ќе биде остранет. Здравето се враќа во душата на човекот и во умот. Нашата совест е очистена, престапот е тргнат настрана. Дали од сега па понатамо нашата совест ќе биде чиста или не, повторно зависи од нас. Животот може да биде и паѓање и станување. Меѓутоа, човек ако падне, станува и продолжува да го следи патот на Исуса Христа. Се додека сме на овој свет, не мора да растеме. Мора да растеме во морална пречувствителност. Нашата совест одлучува што е добро, а што не е добро. Ако навистина јас ја подигнам ова чаша, еве, да направим една илустрација, и почнам да пијам, не мислам на вода, туку на алкохол, една совеста може ќе ме пече и ќе ме вознемирува. Но, додека се уште не сум се напил, не сум направил грев, во смисол прекршок. Кој ќе се напијам, тогаш почнува совеста да ме пече. Не сум требало, сум можел да оставам, да се спротиставам, а може би се наоѓаме во нашиот живот нечестопати, но во прилики кога сме во друштво, ќе направиме некој потек што може би подосна ќе бидеме вознемирени. Но ако продолжам јас еднаш, 2 пати, 3 пати или 5 пати, тогаш што се случува со мојата совест? Колку повеќе го повторувам тој грев, да го наречеме, или тој престап, нашата совест отапува и ние ќе дојде ден кога нема да изреагираме ништо нова што сме го направиле. Еве, во 1 Тимотеева, само да прочитам еден текст, пишува дека нашата совест 4.2 може да биде жигосана. Во Тит 1.15 пишува дека нашата совест може да биде оскврнета, а во Евреите 10.22 пишува дека нашата совест може да биде зла. Еве да ве прашам, што значи зла совест? Што значи зла совест? Тоа значи дека нашата совест се остри кога ја слушаме. Кога ја читаме Библијата, и нашата совест и тогаш се остри. Гледаме дека сме прекршиле. Не е тоа крај на светот ако сме прекршиле нешто. Меѓутоа, читајќи Библијата, ако дојдеме до ситуација кога ќе установиме дека сме погрешиле, тоа е моментот кога ние треба да ја читаме Библијата, да му веруваме на Бога и да се молиме да Бог ни прости. Знаете, ако навиеме часовник, имате мобилни, ги навивате сигурно, или часовник, да станете во 6 часот и вие станувате, тој во ред. Но ако алармот задзвони во 6, а вие горе го поклопите, а уште 5 минути, ќе поспиете и може ќе убрзате и ќе отидете пак на време. Меѓутоа, следниот ден и оној таму најследниот ден, вие нема повеќе алармот да го слушате. Не вреди да го уклучувате, бидејќи прашање дали еден ден и ќе не разбуди тој аларм. Зошто сме навикнале и нашето
уво нашата совест веќе отапела. Еве еден човек раскажува дека живеел во Медулин. Тој е во Хрватска, во Истра, доле на морето. И тој вели вака: неговата куќа или куќата на неговите родители била под една голема црква, кај што имало големи камбани. Знаете, таму во Истра ударат силно. Горе високо беше поставено големо звоно, а под него две помали. Кога ова поголемото, кој се уште во функција, раскажува овој човек, ќе почне да звони, се слуша на 5, односно до 10 км. Тоа отприлика до Неготин. Замислите, кога звоното на висок рит звони, се слуша од 5 до 10 км. Додека луѓето работија во полињата, тогаш тоа звоно означуваше напладне или пладне. Си ги местеле часовниците и знали дека е веќе 12 часот напладне. Тоа, вели, звонеше летно утро во 4:30, а зиме во 5:30. Едно утро, една година, вели, дојдоа кај нас гости и тоа звоно почна да звони. Дин-дон, дин-дон. Гостите кои беа кај нас истрчаа на тераса да видат што се случува. Тие никогаш не слушале такво звоно, зашто во нивното место немало. И вели, излегоа надвор. Се чудеа. А ние кои живеевме со години по тоа звоно, никогаш не го слушавме тоа звоно. Тоа звонело, меѓутоа воопшто не продирало во нивниот ум. Навикнавме на него. Браќи и сестри, на некој начин слично и со нашата совест. Кога прв пат ќе излажеме, втор пат, трет пат, 10 пат, и ако тоа го правиме постојано, вие ќе се смирите, но не без последици. Значи, совеста нема да не возбуди во тој миг. Меѓутоа, утре никој нема да ни верува кога нешто ќе кажеме, зашто луѓето ќе види дека ние лажеме. Познатите римски легии минувале низ разни земји. И знаете што правеле тие римски легии? Палеле и уништувале се пред себе и донесувале мир. Состојбата во која се било уништено и запалено, тие нарекувале мир. Дали е тоа било мир? На тој начин тие се ја смирувале нивната совест, дека носат мир во тие држави, во тие села, кај што тие минувале. Ние тогаш исто сме во опасност. Тогаш може да имаме потешкоти. На влезот во Мухамедовиот храм, еве што пишува: очистете се, па дојдете кај кого? Кај мене. Можеме ли ние да постигнеме и да поставиме такви високи идеали, браќа и сестри? Значи, тамо пишува: очисти се, па дојди кај мене. Кај Исуса што пишува? Дали е истата лозинга? Не. Не. Исус вака зборува: дојдете сите кои сте уморни и натоварени, и јас ќе ве одморам. Браќи и сестри, ние не може сами да ги решим проблемите, кога ќе направиме некој исчекор кој е погрешен. Само ако дојдеме кај Бога. Ние мора да дојдеме такви какви што сме, да не се преоблекуваме, условно кажано, за нашата душа. Бог ја гледа. Нечисти сме, грешни, да дојдеме такви какви што сме. И Бог ќе најде решение. Бог има модус, Бог има формула кај што може да најде решение за сите наши проблеми. Во Божјото царство ќе има многу грешници. Дали верувате во тоа? Во Божјото царство ќе има многу грешници. Зошто ќе има? Затоа што дошле во подножјето на крстот и тамо ги оставиле своите вреќи полни со грев. На страниците нова книга на Библијата, браќи и сестри, има еден Давид, има еден Петар. На страниците нова света книга е запишена една Марија, еден разбойник на крстот. Тоа се грешници кои дошле во подножјето на крстот. Многу праведници нема да бидат во Божјото царство, бидејќи не дошле под крстот. Тие се сметале дека се праведници според нивните мерила и аршини. Никогаш не биле очистени со силата која доаѓа од згора. Матеј пишува вака во 12 глава 31-32. Секој грев и хула ќе им се прости на луѓето, но хулата против Светиот Дух нема да се прости кога? Никогаш. Ако некој каже нешто против човечкиот син, може да му се прости, но ако некој каже нешто против Светиот Дух, нема да му се прости ниту на овој, ниту на другиот свет. Прашање зошто?
Зошто хулата не се простува на Светиот Дух? Што е тоа хула на Светиот Дух? Сте слушали овде теми. Имало такви проповеди. Тоа е во врска со совеста. Затоа Бог вели хулата на Светиот Дух нема да се прости, зашто активноста на Светиот Дух е поврзана со нашата совест. Во книгата Воспитување, од Елена Вајт пишува дека нервите, обратите внимание, нервите на човекот се тие преку кои Бог одржува врска со човекот. Тоа се оние најчувствителни делови на човечкиот ум. Ако ги уништиме, ја уништуваме нашата совест, и Светиот Дух веќе не ќе може да комуницира со нас. Јасно ли е овој текст? И затоа денес гледате движење во светот, па и кај нас. Ослободување, се она што е штетно до вчера, сега се пропагира и да се конзумира како храна. Седе тие гмизавци, тие инсекти, тие, да не ги спомнам сега од ова свето место. Некој тамо, во некоја влада европска, седнале и донеле одлука, може сега луѓето да ги јадат тие производи, тие животни. А до вчера беа строго забранети. И што рече тамо една социјална мрежа, аптеките ќе ги затворат, оние земјоделските, зашто многу пестициди ќе бидат сега легални, што ги уништуваа животинките, сега треба да ги повлечат. Многу и овде во Кавадаречко се отворени така наречени фирми кои произведуваат легална марихуана. До вчера тоа беше табу тема. Но гледате, сето тоа оди чекор по чекор да се уништи совеста, умот. Веќе во разни држави во Европа може да си купиш во аптека, да си конзумираш дрога. До некој степен дозволено. И затоа се случуваат такви трагедии. Се случуваат масовни убиства, крвопролевања, секакви неверства, се и се што кражби. Човекот ќе се напие, совеста му е ослободено и може да правиш. Гледате, Духот Свети каде овде ќе реагира? Каде ќе работи со таа личност? Иако Бог е подготвен да простува, секогаш и се да ни прости. Човекот тогаш е ограничен во своето покаяние, не може да бара помош и прошка од Бога. Што тоа значи? Значи дека ние не можеме и не смеме да си играме со нашата совест. Не може да си играме со Светиот Дух, браќа и сестри. Ние не можеме да си играме со на звонот таму, иако не го слушаме. Тоа звони. Тоа звони. Како тој човек што живеел под звоното, тука неговата куќа била, зашто навикнал. Но гостите го приметиле веднаш и се возбудиле, се уплашиле кога слушнале таков звук на тоа звоно. Павле вели во Евреите 10:26, зато ако грешиме самоволно, откако го примивме полното познание на вистината, не останува веќе жртва за гревот, туку само страшно очекување на судот и ревност на огнот, што ќе ги проголта противниците. Понатаму во Дела пише во 2 глава 36-37, сиот израелски дом се со сигурност нека знае веродосно дека Бог го направи Господ и Христос. Ово Исус, кого вие го распнавте. Гледате каква силна проповед. Израелци слушаат, а проповедникот директно ги удара во очи. Вие го распнавте. Ако го чу тоа, ги засегна во срцето и му рекоа на кого? Кој проповедаше? Петар и другите апостоли, браќа, што да правиме? Гледате, од силната проповед на Светиот Дух која реагирала и ги допрела умовите на тие луѓе, тие рекле, браќа, што да правиме? И овде имаме целата проповед на Петра. Каде што тој го обвинува израелците. И Петар со прст покажува, бил храбар, зашто зборувал во името на Бога и вели, вие го убивте, вие го распнавте, вие го уништевте. И подосна знаеме дека Стефан ќе страда. Од истите тие раце на израелци, кои се крстили во името на Јехова, на Јахве, на Господа. И наистина, знаете, кога мачката се тера во агол и таа почнува да гребе околу себе, така и човекот пикнат во ќош при обвинување или се оправдува или се обидува да се избави со гребење. Ја гледам овде реакцијата на луѓето после ова Петрова проповед, која била поинаква нивната реакција. Зошто се случило тоа? Гледате,
кога го каминувале Стефан, не реагирале луѓето воопшто. А Петар сега кога проповеда, тие реагираат. Зошто реагирале? Затоа што му дозволиле на Светиот Дух да влезе во нивните умови и така изреагирале честно и рекле: добро, сгрешивме. Што треба сега да направиме? Дали бил присутен Светиот Дух кога луѓето го каминувале Стефана? Дали бил присутен? Бил. Но тие не дозволиле тоа влијание да дојде во нивните срца и затоа така изреагирале. Духот Свети е постојано на оваа земја, браќи и сестри. Дали не ќе му дозволиме да реагира или не, зависи од нас. И затоа нека Господ ни помогне да имаме колку стои до нас чиста совест пред Бога и пред луѓето. Да не си играме со тој чувствителен механизам, зашто читавме во воспитување. Бог преку совеста комуницира со тебе и со мене. Тоа влијание на Светиот Дух, на совеста, некој го споредил со слетување на хеликоптер во магла. Како слетуваат авионите во магла и хеликоптерите? Како? Еден хеликоптер да слегне во магла. Што тој има негде таму настрана? Контролор кој го наведува, кој го води. Пред некој ден падна авион. Таму некаде во тие трети земји. И се установило дека навигација немала авионот, се расипала. Значи, кога авионот се доближува до земјата, има тие сензори и навигација кој му кажува како полека да го спушти, и авионот падна, страда десетици и десетици луѓе. Значи, тоа влијание некој го споредил со хеликоптер кој слетува во магла. Тој лета горе високо, а маглата е околу него и речиси ништо не гледа, но слетува си сигурно и прецизно на пистата, бидејќи е воден. Слетува на слепо, но воден е од тие кои доле гледаат и тоа го контролираат. Браќи и сестри, Божјата реч, може да кажеме, вели, темнина ја обвитка земјата. Така пишува, не, во Библијата. Во една духовна темнина ние живееме. Ние треба да слетаме на слепо на небото. Ние сме обкружени со темнина. Но ако ја земем Библијата во раце, ако ја читаме, ако ја следиме, навистина, тогаш Исус е таа светлина и ќе го осветли нашиот духовен брод и безбедно ние ќе слетеме на таа духовна писта, односно ќе се најдеме со Христа во вечноста. И затоа не треба да ги уништуваме тие чувствителни делови на нашиот ум. Ние имаме комуникација со престолот на Вселената. Замислете да сме поврзани со престолот на милоста. Со Светиот Дух сме поврзани. Но некој сака тоа да го поремети. Некој сака тоа да го уништи. Ако ја уништиме од Бога дарованата врска, ние ќе се скршиме и нема да го доведеме нашиот духовен брод таму кај што треба да слетеме во тоа духовно море. Господ нека не благослови, нека ни помогне, нека ни прости пред се, зашто имало моменти кога можеби сами сме сакале да слетиме и затоа сме доживееле хаварија. Да го побараме Бога, Светиот Дух кој го знае патот и безбедно ќе слетеме. Еден ден да слетеме, сите ние да се најдеме во новото небо и новата земја со Господа во вечноста. Амин.